почитувани граѓани на Република Македонија. Денес го разгледуваме годишниот извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупција за 2021 година. Внимателно го прочитав извештајот кој е обемен и од кој се гледа обемната и тешка работа на оваа комисија која што ја извршува. Во извештајот се вели дека во 2021 година Државната комисија за спречување на корупција ги надминала проблемите со простор, технички услови и вработување, со што може комплетно да функционира. За 2021 година ДКСК добила 720 пријави од граѓани за постојање коруптивно однесување и злоупотреба на јавната функција, што е за 170 пријави повеќе од 2020 година, кога имало поднесено 550 пријави. Ова покажува дека корупцијата воопшто не е намалена во Република Македонија. Иако во извештајот на ДКСК сретна во еден дел дека го цитираат извештајот на Европската комисија, каде е констатиран, цитирам, одреден напредок во борбата со корупцијата, сепак може да се каже дека средната оценка што ја добивме од Европската комисија за Република Македонија е 1,52, што е најниска досега. Понатаму во извештајот е наведено дека од 720 пријави ДКСК формирала 84 предмети по сопствена иницијатива и повела 710 прекршочни постапки за ненавремено поднесени изјави за имотна состојба и интереси. ДКСК донела 675 одлуки и најголем дел се од областа на корупцијата, и тоа 390, што е многу повеќе за разлика од 2020 година, каде биле 378. Од областа на судирни интереси донела 152 одлуки, за разлика од 2020 каде биле малку повеќе, 157. За непочитување забрани во текот на изборниот процес донела 41 одлука, малку повеќе за разлика од 2020 кога биле 33. Во областа на проверка на податоците од анкетните листови 92, значи повеќе за разлика од 2020 кога биле 38, и издала 85 мислења по барање за потенцијален судир на интереси. Што се однесува до начинот на функционирање, во извештајот е напоменато дека започнале со нови простори од месец јуни и дека располагаат со нова компјутерска опрема донирана од Европската комисија. Ова придонело ДКСК да се посвети на едукација и јакнење на свеста за важноста на борбата против корупцијата преку организирање на јавни дебати на актуелни теми. Но пратејќи ја состојбата со корупцијата во Република Македонија, очигледно е дека овие едукации и јавни дебати не помогнале да се намали корупцијата во нашата држава. Во однос на вработувањето, извештајот покажува дека е подобрена состојбата со вработените за разлика од 2020 година, каде имало 38% вработување, односно планирани биле 60, а имало само 23 вработени. За 2021 година од 64 планирани вработувања по систематизација, ДКСК вработила 34, што покажува дека има 53% остварување и се уште недостасува стручен кадар за да може да работи подобро како што треба. За подобрување на својата работа, ДКСК изработила национална стратегија за спречување на корупција и судир на интереси. Првиот пат таа не било освоена од страна на Собранието, како што знаеме и ние, поради предвремените парламентарни избори, кои се одржаа на 25 јули 2020 година. Поради тоа се пристапило кон ажурирање и ревидирање на стратегијата за спречување на корупција и судир на интереси и заедно со акцијскиот план од план 2021-2025 година, кои се усвоени од страна на Собранието на Република Македонија. За подобро следење на степенот на реализација на активностите од националната стратегија, ДКСК изготвила веб апликација. Координаторите од различните институции преку оваа апликација доставувале извештаи за реализација на активностите согласно националната стратегија.
Но од извештаите се гледа многу мал степен на реализација на планираните активности, односно само 20%. 27% се во тек на реализација, а 53% најмногу, значи, не се реализирани. Најслаба реализација има во областите вработување, политички систем, органи за спроведување на законот, здравство, образование, Министерство за труд и социјална политика, земјоделие, економија и бизнис. Ова покажува дека институциите потврлиле и не ги спровеле активностите на националната стратегија. Понатаму, по постапување врз основа на сомнежи за коруптивно однесување, судир на интереси, спречување корупција во политиката, непријавување на имот и интереси и така натаму, биле поднесени 720 пријави. Многу повеќе во однос на 2020 година, каде што беа, како што реков и на почетокот, 550 пријави. Исто така ДКСК добила голем број на пријави со сомнеж за корупција од страна на службени и одговорни лица во јавниот сектор, и тоа 583 пријави од граѓани и 16 пријави по сопствена иницијатива, а постапила и донела одлуки по 390 предмети. Одлуки за отфрлање поради ненадлежност има 162 и 222 одлуки за запирање поради непотврдени наоди за корупција. Одлуките за отфрлање на пријавите беа поврзани со веќе донесени судски пресуди од основните или повисоките судови. Точно е дека ДКСК не може да постапува по веќе донесени судски пресуди, како што истакнува и во извештајот, но сепак сметам дека може да ги преиспита и разгледа коруптивното однесување и постапување на судиите и јавните обвинители, и тоа во иднина да го нотира во извештајот. Поради ваквото однесување, довербата во судовите, според последните анкети, изнесува само 8%, што е голем срам за државата. И во овој извештај, како и во претходниот за 2020 година, повторно се истакнуваат коруптивните состојби во постапките за вработување, кои всушност ги кажа и председателката на ДКСК, во јавниот сектор, во областа на урбанизам и просторно планирање, неспроведување на мерки за рушење на нелегално изградени објекти, непостоење на критериуми при распределба на одредени буџетски средства, располагање со државен имот и така натаму. ДКСК како институција согласно извештаите функционира, како што гледаме, како и по претходните извештаи за 2020, 2021 и 2019 претходно, меѓутоа нема никакви резултати на дело. Довербата на граѓаните во функционирање на институциите се повеќе се губи и веќе е изгубена, и покрај донесување на националната стратегија и 5-годишни акцијски план за примена на стратегијата според извештајот, корупцијата не е намалена. Но ми остави впечаток, добар впечаток, тоа што председателката и вие како представник на Државната комисија за спречување на корупција, дека сте волни да донесете нови промени во националната стратегија, се со цел да се надминат коруптивните дела во нашата држава. Затоа што корупцијата се уште е голем проблем, сериозен проблем во Република Македонија. Благодарам.